Поздравени! Јас сум Емилија Софеска, вашиот предавач за модулот Енергетски ефикасни згради како дел од обуката ЕОРЕМ. Инаку сум дипломиран инженер-архитект и магистер од областа на одржливиот развој и урбанизмот. Денешното предавање ќе се однесува на структурните параметри и основните принципи на термодинамика во градежната физика. Тематските делови кои се дел од ова предавање е поделени на два дела, и тоа во првиот дел ќе ги разгледуваме основните принципи на термодинамиката, формите во кои што се јавува топлинската енергија, како сопствена топлина, латентна топлина, светлосна топлина. При тоа ќе ги разгледуваме ефектот на стаклена градина, топлотната фузија, топлотното испарување, ќе го дефинираме поимот на температура и што е тоа рамнотежна температура. Во вториот дел ќе се задржиме на законите на термодинамиката, при што ќе ги дефинираме топлинскиот капацитет и специфичниот топлински капацитет на материјалите, посебно задржувајќи се на градежните материјали, топлински биланс, размена на топлина, конверзија на топлина и така натаму. Градежната физика е применета наука која ги проучува хидротермичките, акустичните и светлосните својства на градежните елементи од објектите. При тоа дава практични решенија кои се однесуваат на загубите на енергија. Таа обединува знаења од термодинамика, климатологија, оптика, акустика и така натаму. Областите кои ги проучува градежната физика опфаќаат звук, собна акустика, звучна изолација, топлина, топлински барања и изолација, топлински мостови, вентилација, изолација за заштита на енергија, понатаму влажност, складирање, транспорт и изолација од влага, светлина, употреба на дневната светлина и вештачкото осветлување, оган во смисла на противпожарна заштита, својствата на градежните материјали и конструкции, несакани ефекти од пожари, и клима, внатрешна и надворешна клима, климатизација и вентилација. Најпрво ќе се задржиме на термодинамиката затоа што е таа најважната и основа на градежната физика. Термодинамиката е родена во 19 век кога научниците за прв пат откриваат како да се изгради и како да работи парната машина. Инаку тоа е гранка на физиката и се занимава со врската помеѓу топлината и енергијата, а ги дефинира и поимите како што се внатрешна енергија, ентропија, притисок и го дефинира односот на материјата и зрачењето. За да стигнеме до основните принципи на термодинамика, најпрво треба да ги дефинираме основните поими во термодинамиката. Според законите на термодинамика, енергијата е својството на материјата со кое се изразува способноста на некое тело да изврши работа. При тоа, топлината е енергија која се јавува како резултат на молекуларните промени во материјата. Топлината покажува колку енергија се разменува помеѓу системот и неговата околина. Единица мерка за топлина е 1 джул, и на формулата ви е покажано како се изведува таа единица мерка. Топлинската енергија е исклучително важна за објектите и се јавува во три различни форми, како сопствена топлина, латентна топлина и светлосна топлина. Сопствената топлина се нарекува уште и осетна топлина, затоа што можеме да ја почувствуваме со нашето сетило за допир. Таа всушност го представува случајното движење на молекулите, а температурата е мерка со која што се мери интензитетот на нивното движење. Тоа значи дека сопствената топлина може да се измери со термометар. На првата слика можеме да видиме две тела, од кои што едното се тврди дека е пожешко, а другото е поладно. Се гледа дека според интензитетот на случајни движења на молекулите, пожешкото тело има поголем интензитет на случајни движења на молекулите, при што тој интензитет, доколку молекулите се поблиску една до друга, се пренесува побрзо од молекула на молекула и тоа е така наречено спроведување на топлината. Значи материите, односно телата кои што имаат
молекули кои што се поблиску една до друга, како што е случајот со цврстите тела, нивната спроводливост на топлина е поголема. Воздухот, например, има молекули кои што се пораздалечени една од друга и според тоа е лош спроводник на топлина. Температурата рековме дека е мерка за интензитетот на случајните движења на молекулите, или поточно, тоа е количеството на просечна кинетичка енергија која го имаат молекулите. Сепак, колку топлина е содржана во едно тело, не можеме да утврдиме само според тоа колкава е неговата температура. На другата слика, на другиот пример, можеме да видиме две тела од одреден материјал кои што имаат иста температура, но првото тело е 2 пати помало и содржи 2 пати помалку топлина од другото тело, кое што е 2 пати поголемо и содржи 2 пати повеќе топлина. Од друга страна, пак ако две тела имаат иста големина, како што е случајот на цртежот, и иста маса, може да содржат различно количество на топлина, затоа што се загреани на различна температура. Логично, имаат и различно количество на топлина. Тоа не доведува до заклучок дека содржината на сопствената топлина на едно тело е функција од неговата маса и температура. Латентната топлина е количество на енергија која е потребна за промена на состојбата на материјата и таа не може да се мери со термометар. При промена на состојбата на материјата потребно е поголемо количество на енергија затоа што се раскинуваат и се пробиваат врските помеѓу молекулите. Тоа најдобро се објаснува преку агрегатната состојба на водата. Кога мразот се топи, сопствената топлина преминува во латентна, додека пак кога водената пареја кондензира или кога водата замрзнува, латентната топлина повторно се враќа во сопствена топлина. При тоа се случуваат две состојби. Топлотна фузија, тоа е топење на цврстата состојба, и топлотно испарување, тоа значи промена на течноста во гасовита состојба. При овие две состојби, топлотна фузија и топлотно испарување, кај водата, иако не се додаваат големи количини на топлина, водата не е потопла од мразот, ниту пак парејата е потопла од водата. Латентната топлина представува еден вид на компактна форма на топлината и затоа е практична за чување и пренесување на топлината. На тој принцип работат фреоните, кои во себе содржат температурата на топење и температурата на вриење, која е потребна за одредени машини за ладење. Светлосната топлина е всушност сончевата топлина, односно енергијата на сите делови од електромагнетниот спектар. Сите дела во воздушен простор или во вакуум постојано абсорбираат и испуштаат сончева енергија. Светлосниот проток е секогаш во насока од потоплото тело кон поладното. Па така, жешките тела губат топлина со зрачење, затоа што повеќе испуштаат отколку што абсорбираат топлина. Телата кои имаат собна температура зрачат во инфрацрвеното подрачје од електромагнетниот спектар, додека пак оние тела кои што се пожешки зрачат во видливиот дел од спектарот. Фреквенцијата, односно брановата должина на зрачењето, кое се емитира, е во функција со температурата на телото. Можни се 4 типа на интеракција помеѓу материјата и енергијата. Тие интеракции не зависат само од типот на материјата, туку и од брановата должина на зрачењето. И тие се пренесување, кога зрачењето поминува низ материјалот, впивање, кога зрачењето се претвора во сопствена топлина на материјалот, зрачење, кога се рефлектира зрачењето од површината на материјалот, и испуштање, кога се испушта зрачењето надвор од површината на материјалот, со што тоа намалува сопствената топлина. Сончевото зрачење се состои од кратки бранови, односно светлосни, и долги бранови, односно инфрацрвени. Па така, стаклото и повеќето пластики се транспарентни за кратките, односно светлосни бранови, но абсорбирачки за долгите инфрацрвени бранови. Заради тоа се појавува ефектот на стаклена градина. Стаклото пренесува околу 90% од видливите кратки светлосни бранови,
но ниеден од долгите инфрацрвени бранови. Па така, сончевото зрачење влегува низ стаклото и се абсорбира од предметите во просторот. Овие предмети се загреваат и го зголемуваат своето зрачење со долги инфрацрвени бранови. Тие пак истовремено не се пропуштани од стаклото, па така термичкото зрачење останува заробено во просторот. На тој начин просторот се загрева. Таа ефикасна стапица се нарекува ефект на стаклена градина. Материјалите се разликуваат во начинот на која испуштаат и абсорбираат сончевата енергија. Равнотежата помеѓу испуштањето и абсорбирањето одредува колку еден материјал ќе се затопли. Тоа е така наречена равнотежна температура. Однесувањето на боите во сончевиот спектар влијае на изборот на бојата на фасадите, на покривите, па дури и на сончевиот колектор. Црната боја има повисок фактор на апсорбција и повисока равнотежна температура од белата боја. Но и покрај тоа, црната боја не е идеален колектор, затоа што истовремено и испушта голем дел од енергијата. Белата пак боја е одлична за лето, затоа што е лош апсорбер, но добар емитер на енергија. Тоа значи дека има многу ниска равнотежна температура, па ниската температура на површината ја минимализира топлината добиена на материјалот под површината. Слично се однесуваат полираните сјајни материјали. Таков е алуминиумот, хлорот и друго, кои што се користат како светлосни бариери. Кај нив, равнотежната температура е поголема од онаа кај белата боја, бидејќи металот не испушта колку и да апсорбира светлина. Но иако рефлектира ист процент на сончева енергија како и белата боја обезбедува поладна средина, затоа што подобро ја емитира апсорбираната енергија. Кога зборуваме за термодинамика, мораме да ги споменеме и законите на термодинамика. Првиот закон на термодинамика гласи: енергијата не може да се создаде или уништи, таа само го менува својот облик и може да преминува од едно тело на друго. Вториот закон на термодинамика објаснува: топлината спонтано поминува само од потопло кон поладно тело. Тука е и нулти принципот, кој гласи: ако две тела имаат иста температура, системот е во термичка рамнотежа. Значи, го споменавме поимот температура. Температура е мерка за степенот на загреаност на едно тело. Го изразува количеството на просечна кинетичка енергија на молекулите. Температурната разлика е главна причина за нарушување на топлинската рамнотежа на системите. Таа разлика е погонска сила за размена на топлина помеѓу две тела. Две тела при физички контакт разменуваат топлинска енергија, се додека интензитетот на движење на нивните молекули, односно нивната температура, не се изедначи. Топлотен проток представува количеството на топлина пренесено од или на некој систем во единица време. Единица мерка за топлотен проток е 1 ват. Трансмисија е пренос на топлината при промена на температурно поле. Топлински капацитет на материјалот е количество на топлина која му е потребна на материјалот за постигнување на температура од 1 степен Целзиусов. Овој коефициент варира зависно од видот на материјалот и генерално потешките материјали имаат поголеми топлински капацитети. Стационарен процес на размена на топлина се добива кога во еднакви временски интервали од едно тело преаѓа исто количество на топлина на друго тело. Процесот на размена на топлина е нестационарен кога топлотниот проток се менува во текот на времето. Специфичен топлински капацитет или специфична топлина представува топлински капацитет сведен на единица количина на тело, маса или волумен. При размена на топлина на некое тело со околината важи топлотниот биланс, односно Q доведено минус Q одведено
е еднакво на Q акумулирано. Телото се загрева кога акумулацијата е позитивна, односно доведената топлина е поголема од одведената. Телото се лади кога акумулацијата е негативна, односно доведената топлина е помала од одведената. Топлотна рамнотежа настанува кога збирот од количеството на топлина кое влегува во телото и количеството на топлина кое се генерира во телото е еднакво со збирот на количеството на топлина кое го напушта телото и количеството на топлина која менува внатрешната енергија на телото во единица време. Размената на топлина може да се појави во два облика, како преминна топлина, што представува размена на топлината помеѓу флуид и цврста површина, и како протокна топлина или размена на топлината помеѓу два флуида раздвоени со цврста површина. Секогаш кога има конверзија на енергијата, односно претворање на енергијата од еден вид во друг, има загуби. На сликата е јасно покажана преработката на фосилните горива во електрична енергија, при што се губат околу 70% од оригиналната енергија. Се гледа дека од фосилната енергија се добива топлинска, од топлинската пареа, од пареа машинска енергија, машинската енергија конечно се претвора во електрична енергија и при секој чекор се појавуваат загуби. И кога конечно електричната енергија преку трансмисија се доведе до нашите домови, повторно се појавува загуба на енергија. Затоа електричната енергија не треба да се користи кога на располагање постои подобра алтернатива. Например, за грејење може директно да се користи фосилното гориво и ефикасноста ќе биде 80%. Исто така, алтернативните извори на енергија се добар извор на енергија. Сонцето е високо квалитетен извор на енергија. Тоа може да се користи како дневна светлина пред да се претвори во топлинска енергија. Исто така, енергијата на ветерот може да се користи за трансформација во електрична енергија. Најновите истражувања го покажуваат влијанието на плимата и осеката, која што создава бранови, кои што исто така нивната енергија може да се трансформира во електрична енергија.